Речи си 1 милион евра. Толку пари морале да платат маркетите што лани биле фатени како ги кршат правилата на пазарната конкуренција. Во текот на 2025 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата изрекла казни во вкупна вредност од 53 милиони и 44 илјади денари поради прекршување на Законот за заштита на конкуренцијата и Законот за забрана на нефер трговски практики. Од комисијата информираат дека казните се однесуваат на картелски договори меѓу маркети, забранети договори, злоупотреба на доминантна позиција како и нефер трговски практики кои директно го нарушуваат пазарот и ги оштетуваат потрошувачите. Со изречените санкции се испраќа недвосмислена порака дека прекршувањата нема да бидат толерирани. Казните имаат изречена превентивна улога и се ефикасен механизам за одвраќање од идни повреди на пазарните правила. Во ноември лани комисијата казни 4 големи маркети сите со по 50.000 евра, а казна од речиси 20.000 евра доби и Сојузот на стопански комори, кој беше посочен како организатор на картелското здружување. Санкциите беа изречени откако комисијата утврдила дека маркетите и коморите учествувале во забранет договор или усогласено однесување, со што ја нарушиле конкуренцијата. Пред 3 недели премиерот Мицкоски најави жесток одговор за маркетите кои се уште се обидуваат да го заобиколат законот. Според него, казните од 20.000 евра не ги спречиле злоупотребите, па затоа владата подготвува за 10 пати повисоки казни од сегашните. Законот за забрана на нефер трговски практики беше донесен со цел да се спречат злоупотребите во односите меѓу големите трговски синџири и нивните добавувачи, но и да се заштитат крајните потрошувачи од вештачко формирање цени и договорно однесување на пазарот. Со законот се забрануваат практики како што се договарање цени меѓу маркети, координирани акции и попусти, притисок врз добавувачите, одложено плаќање, како и условување со договори што ја нарушуваат конкуренцијата.